Геополитичка изолација наместо интеграција и напредок. Остра е оценката од лидерот на социјалдемократите Венко Филипче. По една година власт на ВМРО-ДПМН и партнерите. Председателот на СДСМ ставот го базира на реализацијата на реформската агенда и на неискористените милиони евра од Европската Унија. Во петокот собранието усвои само неколку закони од реформскиот пакет, од кои најголемиот дел се за дигитализација и сајбер безбедност. Со реформите во јунскиот рок затаија Министерствата за енергетика, за економија, за финансии, како и правда. Филипче го впери прстот во нив, пред да заклучи дека власта повеќе ја интересираат скапите кредити од други држави. Најпрво, реформската агенда, степенот на реализација, укажува дека исклучиво поради неспособноста на владата, повеќе од 43 милиони евра се практично неискористени, истовремено владата не го оправдува, ниту го става во функција авансот од 52 милиони евра од планот за раст на Европската Унија. Очигледно е дека повеќе се интересираат за скапите кредити наместо за бесплатните средства кои се поддршка за реформите, кои ги бараат граѓаните. Европската иднина на Македонија беше во фокусот и на посетата на Берлин од страна на председателот на СДСМ. Лобирав во име на државата и во име на партијата, уверува Филипче, посредбите со повеќе европарламентарци, каде што ги бранел позициите на Македонија. Ги повика и политичките опоненти од власта заедно да лобираат против амандманот за придавка современ предмакедонски јазик. Јас го дадов својот максимум. Таму се сретнав со сите можни европарламентарци кои што беа присутни, имаше и гости во Берлин, значи не беа тоа само од СДП од Германија, се надевам дека ќе има резултат, но сите констатираат една работа, дека таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската Унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО-ДПМН заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент пред една недела го усвои извештајот во неговата изворна форма, без поднесениот амандман, но конечното гласање на пленарка во Страсбург треба да се случи најдоцна за 10 дена. Од бугарска страна најавија дека повторно ќе го поднесат истиот амандман.